Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Добре дојдовте на уште едно проучување посветено на посланието до Филипјаните. Денес ќе обработиме само 2 стиха од 4-та и последна глава од оваа новозаветна книга. Во овој дел од книгата, главната тема е силата за христијанскиот живот. Во првите 4 стихови од 4-та глава, апостолот Павле објаснува дека радоста која Господ ни ја дава е всушност и силата што ни е потребна за да го применуваме тоа на кое тој не учи. Денес ќе размислуваме за молитвата, како тајната на силата и како Бог одговара на нашите молитви. Моje лично убедување е дека молитвата е еден од главните фактори поради кои некои луѓе го прифаќаат Евангелието и нивните животи се менуваат. Токму затоа, се што правиме за Господ, во контекст на службата, црквата, а и секојдневието, треба да биде подкрепено со молитва. Во претходното проучување, кажав некои работи кои можеби на дел од вас ви звучаат чудно. Прво, врз основа на текстот кој го обработувавме, реков дека ние христијаните не треба да се грижиме за ништо, туку треба да се молиме за се што ни се случува. Тоа е еден вид заповед која ни е дадена од Бог. Ако имате какви било бремиња во животот, добро е да му ги предадете на Господ во молитва. Јас се обидувам да го правам тоа од време на време, но морам да бидам искрен и да признаам дека некогаш има ситуации кога се молам за некое бреме, а после молитвата си го земам тој товар и продолжувам да го носам со себе. Кога Бог ни вели да се молиме за се, тој сака да научиме да му ги предаваме своите товари, за тој да ги носи наместо нас. Кога Бог те повикува да се молиш, тој всушност ти вели: сакам да ми веруваш дека се грижам за тебе. Немој да се грижиш за ништо. Моли се за се што ти лежи на срце. Зарем не е тоа прекрасно? Бог сака да живееме живот без никакви грижи. Како што птиците не се грижат што ќе јадат, ниту пак цвеќето се грижи како ќе биде облечено. Така и ние треба да не се грижиме за секојдневните потреби, бидејќи Бог ги знае. И ако му веруваме, ќе ги исполни. Се надевам дека ќе научиме да живееме со доверба во Него и Неговите ветувања. Пред некое време седев на тераса и уживав во убавото време надвор. Одеднаш забележав дека на масичката која беше до мене долета една птица и зема дел од овошјето што ги има вставено во чинија. Тоа беше птицата која многу често пее убави песни во близина на прозорецот од нашата спална соба. Воопшто не ми пречеше тоа што зеде дел од овошјето, бидејќи поради сите убави песни кои секојдневно ги пее, мислам дека најмалку што можам да направам за неа е да ја дадам храна како компензација. Не велам дека птицата пее за мене, ама сепак сметам дека треба да ја вратам со нешто. Знаете што ми беше интересно во тој момент? Тоа што птицата само слета на масата, се приближи до чинијата и си ја зеде храната. Не ме праша дали може да јаде од тоа што го имав сервирано за себе. Таа беше слободна, како во својот лет, така и во своето дејствување. Воопшто не ми изгледаше загрижена во однос на незиниот следен оброк. Кога ја видов си помислив, оваа птица не беше загрижена, бидејќи знаеше дека Бог ќе најде начин како да ја нахрани. Дали и ние му веруваме на Бог на тој начин? Патем, кога размислуваме за молитвата, мораме да бидеме свесни дека молитвата не е за чекорување во непознато. Ние имаме цврста основа врз која можеме да ги градиме нашите молитви. Во Римјаните 10:17 пишува: затоа, верата доаѓа од слушањето на пораката, а пораката од Божјото Слово. Тоа значи дека Божјиот збор, односно Божите ветувања, се основата за нашите молитви. Не само тоа, туку како што видовме во претходната епизода, апостолот Павле ги повикува христијаните и да му благодарат на Бог. Некои теолози велат, Павле всушност сакаше да каже дека, откако ќе му се помолиме на Бог и откако тој ќе ги исполни нашите барања, тогаш треба да му благодариме. Не се согласувам со тој заклучок. Ако тој сакаше да каже дека треба да му благодариме на Бог откако ќе ни ги услиши молитвите, сигурен сум дека ќе кажеше така. Според мене,
Апостолот не повикува да му благодариме на Бог уште додека се молиме. Забележете што пишува во стих 6. За ништо не грижете се, туку во се преку молитва и молба со благодарност изнесувајте ги пред Бога своите барања. Некој ќе рече, добро, но што ако Бог не ја одговори мојата молитва? Верувам дека многу луѓе ќе посведочат дека се молеле за нешто, а сепак не го добиле тоа што го барале од Бог. Моje лично убедување е дека Бог секогаш одговара на молитвите. И ако тврдите дека сте се молеле и дека Бог не ви ја одговорил молитвата, мислам дека не сте во право. Може би ќе речете, да, но се молев и не го добив тоа што го барав. Да, тоа може да е вистина, но не значи дека Бог не дал одговор на вашата молитва. Бог секогаш ги слуша и одговара на молитвите на луѓето. Ке се обидам повторно да искористам пример за да го доловам тоа што Библијата сака да го каже. Порасна во семејство во кое мојот татко не беше христијанин, но сепак сметам дека беше добар родител. Кога и да сакав да побарам нешто од него, тој беше отворен да ме изслуша и да ми даде одговор. Без разлика што правеше. Тој ќе застанеше и внимателно ќе ме изслушаше. Се сеќавам, еднаш беше многу зафатен со работа и кога дојдов да му побарам ситни пари за бомбони, тој ги исклучи машините, ми даде пари и потоа продолжи со работа. Еднаш дојдов кај него и побарав да ми купи велосипед. Ми рече дека поради финансиската состојба на семејството не можеме да си дозволиме толку голем трошок. Неговиот одговор беше не. Дури би рекол дека неговиот одговор на поголемиот дел од моите барања беше не. Но сепак, секогаш ми кажуваше што мисли за тоа што го барам од него. Со тек на време, научив дека кога татко ми вели не, без разлика што и да кажеме за да го разубедиме, ништо не даваше резултат. И тој секогаш остануваше доследен на својот прв одговор. За жал, денес живееме во време во кое родителите ќе им кажат не на децата за нешто. Тогаш децата продолжуваат да се расправаат и убедуваат со нив. Кај татко ми таквиот пристап не беше дозволен. Кога ќе го прашав дали може да добијам нешто, и тој ќе одговореше со не, разговорот најчесто завршуваше со неговиот одговор. Иако не ми се допаѓаше тоа, сепак не беше одговор. И Бог често одговара со не на нашите молитви. Кога Бог ќе ви каже не, вие немате право да се жалите дека не сте добиле одговор од него. Може би одговорот не ви се допаѓа и сигурен сум дека Бог има причина зошто дал таков одговор, но сепак сте го добиле. Бог секогаш дава одговор на молитвите кои ги упатуваме кон него. Немојте да го заборавите тоа. Ќе ви дадам уште еден пример, за уште подобро да ви ја доловам оваа библиска вистина. Еден од најпознатите инженерски потфати на 20. век е Панамскиот канал. На почетокот, кога почнал да се гради, инженерите имале неколку неуспеси, но кога најпосле сватиле каде е проблемот, одлучиле што побрзо да го завршат. И токму поради тоа, оние кои работеле на каналот не земале одмор се со цел да се заврши што поскоро. Како компензација за таа жртва на работниците, одговорните одлучиле да ги донесат нивните семејства да престојуваат во близина на работното место, за тие да можат секојдневно да се гледаат со своите најблиски. Еден од инженерите кои работеле на каналот бил млад човек кој привремено се преселил во таа област заедно со неговата сопруга и нивниот син. Еден ден, додека човекот работел во дворот, неговиот син излегол надвор да се игра. По некое време, тој слушнал пискот и веднаш знаел дека доаѓа од син му. Кога истрчал на местото од кое доаѓал пискотот, забележал дека детето паднало и чекало некој да му помогне да стане. Очигледно било дека сакало некој да го крене во раце и да го подигне, но таткото одлучил да не го направи тоа. Му рекол да стане, да се избрише и да продолжи да се игра. На почетокот детето вршело отпор кон тоа, но кога сватило дека татко му нема да го земе во раце, станало, се избришало, престанало да плаче и продолжило да се игра. Бог е некогаш таков кон нас. Може би се наоѓаме во ситуација во која ја бараме неговата помош и мислиме дека мора да дојде и да не земе во рацете. Но тој, поради причини кои му се познати само нему, ни вели не. Јас го изгубив татко ми кога имав 14 години,
а неколку години подоцна поверував во Христос и добив небесен татко. Но, како и мојот земен татко, сватив дека и небесниот од време на време ми вели не на моите барања и молитви. Ке ви дадам уште еден пример поврзан со оваа библиска вистина и потоа ќе продолжиме со читање и обработка на другите стихови. Пред многу години добив повик од една црква која ме праша дали сум заинтересиран да се преселам во градот каде што е лоцирана и да почнам да работам како пастор во заедницата. Ги прашав дали е тоа официјална понуда, на тоа што тие ми рекоа дека наскоро и официјално ќе ми го понудат тоа работно место. Се договоривме дека кога ќе дојде до тоа, ќе им го дадам мојот одговор. Ако навистина беа заинтересирани да одам таму да работам, сигурно ќе прифатев, бидејќи таа локална заедница беше голема и зрела. Но, официјалната понуда за моje преселување и вработување никогаш не дојде, бидејќи некои луѓе, кои беа на повисоки позиции во унијата на која припагаше црквата, сметаа дека не сум доволно квалификуван да служам како пастор во таа заедница. Не сум сигурен која беше причината, но мислам дека не ме сакаа таму, бидејќи не се вклопував во нивната замисла. Така што, некои луѓе на повисоки позиции во таа унија ја спречија конкретната локална црква да ме повика и вработи како нивни пастор. Кога го дознав сето тоа, одлучив да му се молам на Бог, па дури и да се пожалам пред него. Сметав дека тој можеше да направи нешто за да го спречи тоа, а сепак одлучи да ја остави ситуацијата таква каква што е. На некој начин го обвинував Бог за тоа што не ја добив приликата да служам во таа црква. Сметав дека служењето како пастор во таа црква е најдоброто нешто што можеше да ми се случи во тој период во животот. Од тогаш поминаа многу години. Мислам дека ова за кое ви раскажувам се случи некаде пред 35 години. Но кога денес размислувам за таа случка, сваќам дека ако моите желби се исполнеа во тој момент, тоа сигурно немаше да биде за добро на моето семејство, а и за доброто на таа заедница. Тогаш се жалев пред Бог и го обвинував дека не ми го дава тоа што е добро за мене. А денес му благодарам што не ми го даде тоа што го посакував и за кое го молев. Неговото не е најдобриот одговор што можев да го добијам. Иако тогаш не бев свесен за тоа. Бог ја знаеше иднината и врз основа на неговото предзнаење, тој знаеше дека таа црква и таа служба не се за мене. Тоа ми беше добра лекција и од тогаш се научив да не избрзувам со моите заклучоци. Кога Бог вели не на нашите молитви, тој прави нешто што е најдобро за нас и само прашање на време е кога и самите ние ќе дојдеме до тој заклучок. Ајде да го прочитаме 7 стих од глава 4. Слушнете што вели апостолот Павле. И мирот Божји, што надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. За каков мир пишува апостолот Павле? Во Библијата пишува за неколку видови мир. Постои оној генерален мир по кој светот копнее. Таквиот мир е всушност отсуство на војна. Државите постојано трошат огромни пари за да дојдат до таков мир, но безуспешно. Само Христос може да донесе таква благосостојба помеѓу народите, што тие никогаш повеќе нема да војуваат. Потоа, постои и мирот за кој читаме во Римјаните 5.1. Таму пишува: и така, оправдани преку верата, имаме мир со Бога, преку нашиот Господ Исус Христос. Тоа е мирот кој го добива душата откако ќе се помери со Отецот преку вера во Христос. Простувањето на гревовите преку вера во Христос води кон помирување со Отецот и отсуство на вина. Еден познат професор по психологија ми рече: единствениот начин на кој луѓето можат да се ослободат од комплексот на вина е преку крстот на Христос, бидејќи тоа е единствениот начин на кој гревовите и беззаконијата можат да им бидат простени. Господ Исус Христос рече: мир ви оставам, мирот свој ви го давам. Јас ви го давам, но не како што го дава светот. Да не се плаши срцето ваше, ниту да стравува. И дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ви успокојам. Овој мир се однесува на помирувањето со Отецот и спасението кое ни е достапно преку жртвата на Христос. Но има и уште еден мир,
кој е поврзан со секојдневните околности со кои се соочуваме. Во стихот што го прочитавме, Павле вели дека тој мир го надвишува секое разбирање. Со други зборови, станува збор за чувство на смиреност кое ние луѓето не можеме целосно да го разбереме, но можеме да го искусиме. Тоа е мир кој не само светот, туку и ние христијаните не можеме да го разбереме. Тоа е мир среде буре и неволји, мир среде искушенија, опозиција и проблеми, мир кој Бог ни го дава само доколку научиме да доаѓаме кај Него и целосно му се предадеме. Павле вели дека тој мир ќе ги запази нашите умови и срца преку Христос Исус. Како што можете да забележите, Павле не вели дека Бог сигурно ќе ни го даде тоа што го бараме, но ветува дека ако се молиме, Бог ќе ни го даде неговиот мир. Некогаш Бог ќе ги исполни нашите просби кои ги принесуваме во молитва, а некогаш, наместо да ги промени нашите околности, тој одлучува да направи одредена промена во нас самите. Например, замислете дека имате личност која се соочува со сериозен проблем во животот. Наместо да падне во очај, таа личност почнува да се моли и иако околностите не и се промениле, сепак има доверба дека се што се случува ќе води кон добро. Што се сменило? Надворешните околности се уште исти. Бурата во нејзиниот живот се уште е активна и брановите се уште се креваат. Генерално гледано, ништо не е променето околу личноста, но нешто се променило во самата неа. Тоа е она кое Бог може да го направи во нас и за нас кога се молиме. Преку неговиот свет дух Бог влијае врз нашите срца и умови и не менува. Некогаш ги менува околностите, а често не менува нам преку околностите. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на наредните стихови. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.